бекстејдж, еве едно поинакво искуство досега со нас. Дали ви се допаѓа овој адреналин? Па мене ми се допаѓа премногу и мислам дека ви се го владеам. Повладеш, така? Владеам, многу. А Тони? Нека не се фали многу да не се деси обратно, дека не го владеам. Дали можеме да прогнозираме кој ќе тепа вечерва? Мислам дека ќе ми попушти Тони, ја ќе тепам. Тони, што ќе вратиш нова? Ќе му попустам. Ту пред него, гледај. Сними пред мене. Мене ми е многу драго што вака еве денеска супер си поминавме на овој терен овде. Кажете ми како си поминавте сега кога заврши ова лудо искуство или што би рекле брзи бесни? Па мене ми е прво искуство со картинг, така да е птен интересно, не очекував дека може да биде интересно. И морам да кажам дека му попуштив, поведе му рука. Да, беше од Савеле нешто нерасположен, па решив да му го направам денот. На лева нога? На десна, ама и кога сум на десна нека знае да е бурно по време. Вие сте последниот период доста актуелни сега со нови песни, Глава луда, па и Тој сум. И сега малку мене ме интересира за Тој сум, приказнава како излезе соработката, како излезе песната, па и самиот процес. Мене, знаете, медиумите тоа посебно ги интересира. Ми доја идеја една многу добра со еден многу познат бренд, да направиме челендж каде што ќе ги вметнеме нашите фанови за тоа да не се срамат од своите таленти. И тоа не е битно дали во тој спот ќе играат или некој ќе жонглира топка или не знам што и да е. Битно беше да ги поттикнеме да не се срамат и да направат видео каде што ние ќе го вметнеме во нашиот видео спот што ќе искача на први за утре од ден. Многу не верува, сега знаат кои сум, мала да ме гледа, сака автори да осум. Кога зборуваме за фановите, имаме и тука некои во зад камерата кои го очекуваат за фотографија со вас. Колку навистина ви значат фановите? Знаеме дека без нив не можеме ништо да направиме во нашите кариери. Дали тоа станува збор за музичката кариера, актерство или пак ние ако немаме гледачи нема да постоиме. Колку на вас тоа ви значи? Па ме полнат со енергија. Тоа е нешто, например, имаме концерти 3-4 за ред, уморен си, доаѓаш, ги гледаш нив пред тебе и пун си со енергија, ти пунат батерии буквално. Или па стануваш од спиење и читаш на Инстаграм некоја добра порака каде што те мотивира да станеш и да отидеш у студио да напишеш еден хит. Додека снимавме со два Бона, сосема очекувано дојдоа нивните најголеми фанови, малку да се држат со нив и да се фотографираат. Не знам дали знаете, но ние ги имаме сите информации од прва рака, така нешто слушнавме дека подготвувате нов албум. Како тоа на нас да ни отиде од рака, мораме тоа да го знаеме сите овде да знаат што се случува. Тони? Спремаме албум, имаме веќе околу 6-17 песни, треба да одбереме најдобри 8, да направиме селекција и најверојатно ќе излезе до нова година. Дури планираме да си ветиме или да не си ветиме. Пошто секад има некаков застој, така да дај Боже да е до нова година. Да, него сакам нешто друго, сакаме за секоја песна да има видеоспот. Тоа веќе ме потсетува на овие светски звезди што практикуваат да го прават, така што ви посакувам многу среќа, иако тоа е голем проект, реално. Реално е. Ќе се потрудиме. На албумот вие сега многу сте ангажирани околу својата продукцијска куќа, Горила ТВ, вака да ви честитам за храброста што воопшто се издвојувате на оваа сцена и што сакате да им помогнете на многу млади и идни артисти кои што еве ќе го пратат, а можеби ќе се издвојат во својот жанр да творат. Така, значи Горила ТВ е продукција каде што бара и прима иновативни артисти што имаат што да кажат и покажат и од секаков жанр и секаков тип на музика. Све што е талент, све што работи е добре дојдено и ние пратиме, така да
Јат ли често на ваша адреса свои песни, еве свои идеи што сака да направат утре во иднина? Јас сум дури зачуден колку има моментално во Македонија млади артисти што секој ден ни праќаат